Добро дојдовте во дневникот на регионалната К1 телевизија. На самиот почеток следува најавата на дел од содржините кои следуваат. Останете со нас. Тим на ВМРО ДПМН се сретнаа со жителите на селата Пепелиште и Криволак од Неготино. Успешно заврши 19-та вардарска регата Гемиджи. Зголемен е бројот на пријави за семено насилство во Велес. Тим на ВМРО ДПМН е заедно со поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски се сретнаа со жителите на селата Пепелиште и Криволак од Неготино. На средбата разговараа за проблемите на жителите и ги слушнаа нивните мислења, идеи и сугестии. ВМРО ДПМН е партија која што секогаш е меѓу народот, па така и во овие најтопли денови е со народот. Тоа го докажавме во минатото, а го докажуваме и сега. Секогаш сме отворени да поразговараме со граѓаните, за да ги слушнеме нивните мислења, идеи и сугестии, со цел да делуваме и да го подобриме нивниот живот, рече Зоран Поповски од ВМРО ДПМН на вчерашната средба со жителите од Пепелиште и Криволак. Сето она што сите жители во овие општини ќе имаат да го сугерираат, да ни го кажат како идеја и сето она што можеме да го преточиме и да го реализираме на терен, ние ќе се залагаме истото да го направиме во најбрз можен рок, а нормално и сето она што може и да се примени и да се представи и преслика во законски одредби, истото тоа и преку парламентот би се преточило. Со жителите се разговараше за повеќе работи, за оние кои нив лично ги интересира, докаде се и секако за идеите кои ги имаат. Стана збор за одредени земјоделски производи, кои овој период имаат голем проблем со откупот и цените, како праската и лубеницата, истакна Поповски, потенцирајќи дека во овие жешки денови многу е тешко да се произведе, а родот лесно скапува доколку навреме не се обезбеди пласман за истите. На средбата присуствуваше и градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Ние во континуитет ги одржуваме врските со сите граѓани на целата наша општина, ги дел од проблемите ги знаеме, во од ги решаваме, дел од проблемите ги слушаме од самите жители. Некои се од областа на земјоделието, традиционално овој период има најголеми проблеми во тој дел, од инфраструктурен карактер и наше е да изнаоѓаме решение за сите тековни проблеми на целото наше население во целата наша општина, така ќе продолжиме и во понатамошниот период во сите населени места во целата наша општина. Поповски рече дека тие се меѓу народот за да ги нотираат сите проблеми кои ги имаат, а за кои властите не можат да ги решат. Ние сме овде да ги сослушаме и да се обидеме да изнајдеме решение, рече тој. Тешка сообраќајна несреќа се случи вчера вечер на регионалниот пат Штип-Велес кај местото Црна точка, каде 3 лица загинаа, а 2 се повредени. Наша екипа од К1 телевизија беше на местото на настанот. Колешката Валентина Михајловска ни ја пренесува сликата. 3 лица загинаа, 2 се повредени во тешка сообраќајна несреќа која се случи синоќа на регионалниот пат Штип-Велес кај местото викано Црна точка. Во несреќата учествувале 2 возила марка Голф со велешки и кумановски регистарски ознаки. Голфот со кумановски регистарски ознаки бил управуван од сега починатиот СС, а во возилото како сопатници биле 2 жени и едно 3-годишно девојче. Во незгодата на самото место загинале возачот на возилото Голф со кумановски регистарски таблици, 45 годишен возач и неговата сопатничка, 55 годишна жена од Крива Паланка, додека сопатничката на возраст од 31 година во болницата во Велес констатирана е смрт. 3-годишно детенце со тешки телесни повреди е пренесено во ургентниот центар во Скопје. Со тешки повреди во ургентниот центар е донесен и возачот на вториот Голф, 41 годишниот велешанец П.Ѓ. Полициски екипи извршија увид на местото на несреќата, а сообраќајот на овој регионален пат беше затворен во двата правци од 20 часот и 15 минути до 2 часот по полноќ.
Сообраќајот беше пренасочувано од страна на полициските службеници по споредни патишта. На местото на несреќата, увид изврши полициска екипа како и надлежен обвинител од јавното обвинителство од Свети Николе. Инаку Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот неодамна апелираше до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, бидејќи, како што пишува во апелот, влегуваме во стотина и небезбедни денови по број на случајни сообраќајни незгоди. Депониите се темпирани бомби. Оваа реченица се почесто можеме да ја слушнеме откако Струшката и Тетовската депонија имаат проблеми со самозапалување. Воздухот се загадува, а тоа пак заедно се наметнува прашањето за потребата од изградба на современи депонии. Неколку плански региони веќе активно работат на подготовка на проектна документација за изградба на централна депонија во која ќе се собира и преработува комуналниот смет од општините од регионот. Вардарскиот плански регион на оваа проблематика работи од минатата година. Почетокот на 2016 година почнавме еден голем проект, не само Вардарскиот регион, тука можам да слободно кажем и Скопскиот и југо-западниот и Пеоградскиот регион со Министерството за животна средина за подготовка на целосната документација за изградба на регионална депонија. Целата документација треба да ја добиеме ние конкретно оваа година. Изработен е регионален план за управување со отпад и сите други пропратни документи се работат уште некои стратешки документи и ќе пристапиме кон проектирање на новата регионална депонија со неколку трансфер станици. Регионален план за отпад е готов, се предвидува регионалната депонија да биде на територијата на општина Росуман со 3 трансфер станици, тоа е планот. Едната да биде во општина Велес, каде што ќе ги покријат општините Чашка и Озово. Втората е на територијата на општина Неготино, каде што ќе се собира сметот од Демир Капија и од Неготино, и третата од Кавадарци трансфер станица, која ќе се трансферира отпадот со големи камиони од регионалната депонија во Росуман, со тоа што градско ради близината ќе го транспортира директно отпадот на регионалната депонија. Имаме ние редовни состаноци со Министерство и со тимот од 5 фирми кои работат на оваа проблематика и, како што кажав и преска, ја се очекувам до крајот на годината дека целата документација ќе биде затворена. Се решава проблемот со отпадните води во општина Свети Никола. Грант со вредност од 10 милиони денари ќе помогне во целосната реконструкција на пречистителната станица за отпадни води. Колешката Катерина Нацева со повеќе детали. Општина Свети Николе ќе го реши проблемот со отпадните води. Грант во висина од 10 милиони денари ќе помогне во целосната реконструкција на прочистителната станица за отпадни води. По обилните врнежи кои ја зафатија општина Свети Николе во февруари 2015 година, оштетувања претрпе и главниот колектор, каде беше скинат бетонскиот прак и колекторскиот систем. Пошто и се појави проблем со отпадните води, деновиве започна санација на главниот колектор, што според градоначалникот, овој зафат ќе го способи целокупниот крак на отпадните води. Значи, покрај тоа што работиме на опремувањето на главниот колектор за да биде комплетно поврзана линијата, значи џабе би прочистителна станица кога немате опремено целокупниот колектор. Ние како општина, јас како градоначалник, интензивно во изминатиот период соработувавме со неколку општини од Република Македонија. Пред се општина Велес и општина Прилеп, меѓутоа соработувавме и со општина Перла и општина Термопилис од соседна Грција, каде што во еден голем проект за прекогранична соработка секој аплицираше во насока на тоа што му е него најприоритетно. Проектот за реконструкција на прочистителната станица за отпадни води е добиен како резултат на прекограничната соработка со општините Перла и Термопилис од Република Грција. Истиот е во висина од 10 милиони денари. Од локалната самоуправа најавуваат дека реализацијата на проектот ќе започне на есен.
Поминувајќи над 100 километри на Гемија и Чамци, денес во Гевгелија пристигна учесниците на 19-та Вардарска регата Гемиџи. Со оглед на поволните временски услови и оваа регата успешно е реализирана од страна на 30 на Гемиџи. Колегите од регионалната телеканал А1 телевизија од Струмица ни ја пренесуваат сликата. По 4 дена пловење по Вардар успешно и безбедно пристигнаа на целта учесниците на 19-та, односно 7-та возобновена Вардарска регата Гемиџи. Временските услови беа поволни освен ветрот и под мостот на реката Вардар во Гевгелија, точно напладне стасаа над 30 на Гемиџи со 4 гумени чамци и една дрвена гемија. Најголем проблем ми беше ветрот, меѓутоа добро поминаме и по техничкиот, сами по чамците и по луѓето. Немавме никакви повреди. Морам да ја похвалам, меѓу нас имаше едно девојче кој се охрабри оваа година. Дојде од Прилепје, од извиднички камп и ја користам оваа прилика, значи сите за понатак е да се охрабрат и да дојдат на оваа регата, бидејќи е стварно возбудлива. И има што да се види, што да се научи покрај историјата, покрај другото и лугорувањето и спортувањето и сите тие работи. Значи сите компоненти се на едно место. Првата ден лугорувавме во Криволак во кампот, втората ден бевме во Демиркапија, третата ден бевме во Маравинцеве, денеска стасуваме во Гевгелија, четврти ден. Организатор на Вардарската регата е општина Велес, која години наназад успешно остварува соработка со општина Гевгелија за реализација и негување на овој традиционален настан. Сакам да ги поздравам сите учесници во регатата, затоа што 4 дена на 40 на степени и кусур на ова време да бидеш во гемијата не е лесно. Го издржа, плюс неколку дена им дуваше јужен ветер за контра, но сепак стасаа живи и здрави, што е најважно, сите безбедни во Гевгелија. Во името на градоначалникот ги поздравуваме сите учесници. Им благодариме за ваквиот успех и ваквата пожртвованост што ја прават, да го одбележат патот на македонците, на борците, на трговците. Оваа година е веќе по 7-ми пат го реализираат сето ова многу успешно. Неки ми е среќа и друг пат да продолжат поголем број. Благодариме на учесниците од другите градови, тука се и Битола и Прилеп. За оваа година има и едно девојче што е за поздравување, дека жените можат и на вакве места да се видат. Луѓето кои беа дел од годинешната Вардарска регата беа пречекани и поздравени и од гевгелиските домаќини. Ние како домаќини општина Гевгелија секоја година ги пречекуваме луѓето кои што се дел од оваа Вардарска регата, кои што се за поздравување и нивната активност за тоа што они ја одбележуваат саможртвата на гемиџиите која што ја направија за независноста на Македонија пред 114 години. Организаторите истакнаа дека поради несогласување со градоначалникот на Солун околу некои барања, за жал и оваа година не можеше да се исполни дамнешната желба Вардарската регата Гемиџи наместо до Гевгелија да продолжи низводно Вардар па се до Солун. Бројот на пријави за семено насилство е зголемен. Во првото тромесечие од оваа година во СВР Велес пријавени се 15 случаи на семено насилство. Во цела 2016 година регистрирани се 12 случаи, додека една година порано имало 13 пријави за ваков вид насилство. Во првото тромесечие од оваа година во СВР Велес пријавени се 15 случаи на семејно насилство. Во цела 2016 регистрирани се 12 случаи, додека една година порано имало 13 пријави за ваков вид насилство. За сите настани карактеристично е дека најчесто сторители се сопрузите и тоа во моменти на растројство, со употреба на сила, но и случаи кога кривичните дела се извршени под дејство на алкохол или дрога, информира портпаролот на СВР Велес Веролјуб Додевски. Ова зголемување на бројот на вакви настани, што го избележиме годинава, се должи, мислам, главно на слободата на граѓаните, на оштетените да пријават. Овој број е релативен. Досега сме имале повеќе случаи, а истите не биле пријавувани.
Иако во помал број, забележани се случаи каде што мажи пријавуваат насилство сторено од жени, а има и случаи каде што децата вршат насилство врз родителите. Семејното насилство според кривичниот законник е кривично дело за кое се предвидени казни. Колку при семејно насилство, кој рековме најчесто се извршува со употреба на физичка сила, има телесни повреди, казните се поблаги. До 1 година затвор или парична казна, но доколку има тешки телесни повреди, загрозено е здравјето на жртвата, тогаш законот се изрекуваат казни затворски до 3 години. Семејното насилство според статистиките се врши во состојба на растројство, дејство на алкохол и наркотични средства. СВР Велес редовно организира превентивни активности, трибини и советодавни групи каде што граѓаните се едуцираат за законската регулатива. Под просекот за јуни се водостоите на реките, како и на Преспанското езеро и Охридското езеро, информираше денеска управата за хидрометеоролошки работи. Според мерењата на УХМР, подпросечни се нивоата на реките Вардар кај Скопје, Велес, Јагуновце и Демиркапија. Значително е пониско нивото на Треска кај Македонски Брод, Пчиња кај Катлановска бања, Крива река кај Крива Паланка, Брегалница кај Берово и Црна река кај Новаци. Во продолжение станатите вести од земјава. Од денеска до 4 јули во Скопје ќе предстојува специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц. Тој со македонскиот државен врв ќе разговара за можностите за решавање на спорот со името. Нимиц во Скопје доаѓа на покана на македонската влада со цел да се дискутира за постигнување напредок во разговорите за изнаоѓање заедничко прифатливо решение, информираат од предслужбата на Обединетите нации. Спорот може да се реши ако и двете земји и нивните лидери добија поддршка од нивните народи, ако разгледаат нешто што е логично, што ќе го задржува достоинството на двете земји, идентитетот на двете земји, историската смисла на двете земји. Мислам дека постојат решенија, порача Нимиц во интервју за грчки весник. На покана на владата на Република Грција, предвидено е Нимиц да замине и за Атина. Постапувајќи по предлог на јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите од 36.2017 за определување мерки за обезбедување присуство и мерки за предпазливост, поврзан со предметите во јавноста познати како Таргет и Тврдина, Кривичниот совет при Основниот суд Скопје 1 Скопје, по разгледување на предлогот како и ценење на фактите и доказите приложени во истиот, донесе решение со кои предлогот за определување мерка притвор против Петмина се одбива како неоснован, а по повод предлогот по службена должност им се определуваат мерки за предпазливост на тројца од нив. Тие ќе мора еднаш неделно да се јавуваат на надлежно службено лице во судот. Привремено одземање на патна исправа и забрана за издавање нова патна исправа е определена за 2 лица. Против овие решенија странките имаат рок за жалба од 3 дена до апелациониот суд. Во контекст на поднесените барања за притвор на дел од раководството на ВМРО ДПМН, партијата испрати писмено соопштение во кое пишува: СЈО има задача да води цел еден политички процес со единствена намера елиминација на ВМРО со цел слабење на државата. Нашиот греф е што цели 11 години бевме на браникот на одбраната на државните и националните интереси на Македонија, што одолеавме на многу притисоци и закани поврзани со името на државата, името на нацијата и јазикот, со идентитетот на македонскиот народ, што одолеавме на неприфаќање на подпишување на разни штетни договори за нашата нација или пак спроведување на платформи на туѓи држави, што се боревме за унитарноста на нашата држава, што се боревме да ја задржиме државата како што ја сака народот, а не како некои други што ја посакуваат и што некој друг прифатил поинаку, па не знае како тоа да го изведе при силна и цврста ВМРО ДПМН со над 170.000 членови и 455.000 гласачи.
Канцеларијата на СЈО е димната завеса за покривање на неспособноста на владата и за штетните одлуки и договори на државата, се вели меѓу другото во соопштението. Најмалку 14 лица погинаа, меѓу кои 2 деца, 14 други се повредени во Руската република Татарстан, кога автобус во кој се наоѓале 28 патници се судрил со камион, соопштија руските власти. Несреќата се случила 40 минути по полнок по московско време. Во продолжение станатите информации од светот. Најмалку 4 лица загинаа, 8 мина се повредени во текот на антивладините протести во центарот на венецуелската престолнина Каракас, соопштија денеска властите. Во судирите од петокот погинале 4 лица, потврдил главниот обвинител Луис Ортега Диас, наведуваат француските медиуми. За смртта на демонстрантите, градоначалникот на Каракас ги обвини вооружените паравоени формации кои ја поддржуваат социјалистичката влада на Венецуела. До сега загинаа најмалку 80 лица откако во Венецуела пред 3 месеци почнаа протестите. Неколку илјади граѓани на Венецуела излегоа на улиците да му дадат поддршка на Диас и протестираат против актуелниот претседател на земјата Николас Мадуро. Поранешниот германски канцелар Хелмут Кол погребан во близина на старата катедрала во градот Шпаер. Католичкиот епископ Карл Хайнц Визерман, кој ја предводел погребната миса, на која присуствувале околу 1500 лица, изјавил: "Се збогуваме со еден голем државник, јави ДПА." По реквиемот Кол беше испратен со воена церемонија на плоштадот пред катедралата, пред да биде положен во гробницата на храмот, во тесен круг од најблиски каде присуствуваше вдовицата мајке Кол Рихтер, но и неговите деца и внуци. Денеска имавме сончево и топло време со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од променлив правец. Во вечерните часови на повеќе места ќе настапи нестабилно време со поројни врнежи од ошти, појава на грмежи. Локално ќе има услови за појава и на невреме. Дневната температура ќе се движи од 31 до 40 степен, а УВ индексот ќе има вредност 8. Почитувани, со оваа информација и го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието и ви порачувам и понатаму да останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!